Дечки, добро дојдовте у 48 епизода. Ова е Анитка, јас сум Јосиф, Better Nutrition Show. Вчера ви најавив дека ќе видиме Анитка и незиното искуство. Ти ли ја вида сликата на Better Nutrition? Не. Да, ја види. Ти ја шерна, пошто видов што има некој шер. Ти ја шерна? Не, некој те сподели. Некоја мајка те споделила 100%. Значи, дечки, знам, особено ова се работи за девојките, знам дека многу ќе ги интересира оваа тема искуството на Анита. Нема многу да влечеме, ќе биде сосема кратко, чисто и како инспирација да видите дека тоа е сосема возможно и како изгледа патот и дека патот не значи дека стигате до целта и дека после се враќаат килограмите назад. Напротив, затоа што се работи за начин на живот, знам дека многу од вас ги интересира оваа тема, пошто многу Анитке, и ти се соочуваш со тоа, многу мајки кои што имаат проблем. И особено секогаш е после втората бременност, после првата некако вајде се прикривате, не знам, со облека, со нешто, со муаве. Дека е прва и... Да, дека е прва и не е страшно, ама после втората е проблем. Кажи ми вака, чисто да знаат дека се работи за најнормално човечко искуство. Вие жените после бременностите најчесто не знаете да се вратите назад, а ви представува огромен проблем вишокот на килажа и дебелината. Дали, кажи ми, ти пробуваше некои работи од она што значи, не знам, нешто што ќе ти донесе брз резултат, диети и такви ствари? Значи, после, инаку да кажам дека сум мајка на 2 деца, после првата бременост се поправав многу, значи, првата и втората, значи, не можев никако да ги вратам килограмите, не знаев како. Па гладував, па пробував разноразни диети, не вечерав, па прескокнував оброци, јадев еднаш на ден. Тоа беше нешто твоја измишлјотина да, или нешто читаше? Да, нешто читав, знаете, дома сама со детето, па се читам по интернет и така, и различни совети некои, но немаше резултати никакви. Може би имаше така малку повремено, но потоа пак ги враќав килограмите и се така и така и така. И ти дојде преку глава, што беше причина, зошто мислам, ти константно вајда бараше решение. Да, така? константно барав решение, но не можев да го пронатам. И така се случи да сосема случајно преку една моја пријателка. Дали бараше решение, знаеш што ми е поентата, дали ти бараше решение само да ослабеш по било која цена, или бараше решение да си го средиш, не знам, начинот на живот и на исхрана, што ќе ти донесе целокупен резултат, на долг рок зборувам, па макар и да е бавно. Што е? Да, значи јас, добро, ние жените некогаш сакаме брзи резултати, но се што е брзо, се што е брзо не е добро. Значи сега со текот на времето кога некои работи ги сватив, гледам дека не може се така брзо да биде. Треба полека, треба малку и трпение секако, некои навики да се променат, значи променив некои навики кај себе и така дојдов до резултат. Колку намали? Јас вака, значи јас во првите 90 дена, значи намалив 15 килограми и толку ми требаше. Значи еве веќе 4 години како ја константно... За 3 месеци 15 килограми? Да, за 3 месеци, значи... Не е бавно? Да, не е бавно. А вежбаше така? Јас тој период не вежбав кога почнував. Ама дисциплина... Хитлер. Да, дисциплина, здрав доручек секако. Редовни оброци, повеќе вода пиев, еве вака чајче си пијам, на сабајле, еве вака и друштво. И така да навики сменив, многу е битно редовни оброци да си има. Тоа е мислам дека најважно. Да, за да се обично, знаеш, како луѓе кратат, мислејќи дека со тоа што ќе скратат на оброци, дека нема да внесат храна, дека ќе направат резултат, али напротив. И у принцип, еве, дали ти, пошто реално имаш и дополнително, ја мислам, после тие 90 дена уште подобар резултати на сликата, која што е направена споредбата, има топ резултат. Тоа не беше некое брутално вежбање, така, туку се работи за континуитет, предпоставам. Да, значи јас вежбам 3 пати
до 4 во неделата, по 1 час се занимавам со зумба, се занимавам и со танци. Значи, тоа е тоа, но најважно од све е исхраната. Значи, не е толку битна физичката активност колку исхраната, но ако сакаме топ резултат, значи, ќе мора малку и да се испотиме добро, но не да биде тоа по 2 часа во теретана или како што прават другите. Значи, сосема е доволно 1 час во текот на денот да одвоиме, но да не биде тоа секој ден вежбање. Затоа што и не е добро, па и да, па не, ама и вежбања да ти ќе потрошиш со зумба 300-400 калории, ќе ги надокнадиш. И е забавно и е интересно, се забавуваме. Супер. Ета кој сака нека се приклучи таму, има мајка, да. Дечки и татковци примаме. Да. Со 2 деца исто, нормално. Да. Може и со 3. Дечки, фала ти на Нитки и тебе. Фала ти на тебе. Се надам добивте каква таква вредност, значи видовте дека се работи за сосема нормално искуство, ништо посебно филозофија или квантна физика дека нешто треба да се прави. Редовно снооброци, малку физичка активност и тоа е тоа. Слободно поврзете се со Анитка, ако сакате некои дополнителни совети за мајки, како и со време се снаоѓа. Фала ви што не следите и се гледаме во 49-та епизода. Супер времето, користете го викендов и имајте си убав викенд и квалитетни животни навики. Чао! Чао!